Почитувани колеги советници, представници на Общинската администрация, почитувани представници на медиумите, почитувани граждани. За денес ја свикав 6-та редовна седница на Советот на Општина Неготино. За седницата го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1 предлог Процедурално. Дали е редовна или воредна? Мислам, треба да појасниш на граѓаните, пошто документите пише воредна ти... Немаш добиено број. 6-та воредна седница на Советот на Општина. Доколку сум рекол редовна, се извинувам, лапсус. Точка број 1. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на Општина Неготино за 2019 година. Точка број 2. Предлог одлука за измена на одлуката за издавање на гаранција за задолжување на јавното предпријатие Комуналец Неготино за кредитно задолжување пред деловни банки за финансирање на превземени обврски за проектот заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина. Набавка на возило систем, каналџет за отпушување на канализации системи, канализациони системи и јами. Согласно деловникот за работа на Советот, накратко ќе образложам оправданоста за свикување на воредната седница. Оваа воредна седница е свикана од причина што за точки на дневен ред се предложени точки кои што се од суштинско значење за функционирање на институциите кои што се во склоп на Општина Неготино. Донесувањето на овие одлуки се поврзани со временски рокови и сметам дека денес треба да се одржи седницата. Оправданоста на воредноста на седницата ја ставам на гласање. Ве молам со кремена рака кој е за. 8 гласа за, кој е против? 6 против, кој е воздржан? Нема воздржани, констатирам дека оправданоста е оправдана. Отварам расправа по првата точка од дневниот ред, предлог одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на Општина Неготино за 2019 година. Процедурално Зоран Стојанов, повели. Да, дневниот ред не се гласа, итноста не може да се јавиме на збор. Колеги, дали е ова итни работи? Толку итни работи... Зоран Стојанов, колеги, што е вашето процедурално? Процедурално... Кој член од деловникот? Процедурално, дека за дневниот ред не... Па тоа е утврдено во деловникот, ве молам што е вашето процедурално забелешка? Што не може да се јавиме за итноста на... Не може, тоа е согласно деловникот. Колега, деловникот си е деловник, правилник за работа. Меѓутоа, сериозноста не е тука. Тука нема сериозност оваа работа. Ве молам... Да свикаме воредна седница... Колега Зоран Стојанов, ви благодарам. Некои работи што не се потребни. Ви благодарам и ве молам да ја напуштите. Немате ништо процедурално. И говорницата, бидејќи тука сериозноста е во депонијата. Сериозно имаме толку многу работи, сериозности, што треба да ги разгледаме. Ние разгледуваме работи за како кредит да земе, или било што и да е. Ви благодарам, Зоран Стојанов. Толку битни работи. Колега, дневниот ред е утврден оваа седница и воредноста е изгласана. Ве молам. Ве молам сега да не ја узурпирате говорницата. Зоран Стојанов, вие сте сериозен човек, барем вас ве молам, ајде. Ајде. Толку сериозни работи имаме во Општина Неготино. Вие сте барем еден од посериозните од советничката група, ако сте од коалицијата на ВМРО ДПМ, не еден од посериозните. Ве молам, не ја узурпирате говорницата, да ја напуштите. Ние имаме еден од посериозните доктори. Зоран Стојанов, одземем ви зборот, ве молам да ја напуштите говорницата. Ајде. Дали некој друг бара збор по точките од дневен ред? Игор Јованов, повели. Благодарам. Почитувани граѓани на Општина Неготино, почитувани медиуми, оваа денеска на дневен ред е доставена 6-та воредна седница, а 4-та по ред. На оваа воредна седница, каде што е предложен дневниот ред, предлог одлука за измена на распоредот на средства на буџетот на Општина Неготино за 2019 година
и передок одлука за измена и одлука на издаване на гаранция за задължуване на Игор Јованов, по предприятия на првата точка од комуналец. дневниот ред сме. Те молам да се држиш по првата точка. Се држам. Не се држиш по првата точка. Ако може, пошто ги немаме, пошто до сега немате свикано и немате одговорено на барањето на советничката група на ВМРО ДПМН ова е местото каде што можат граѓаните да го слушнат гласот на советниците. По првата точка од дневниот ред, второ предупредување Игор Јованов. Затоа сакам да оставите да се сослушаме, бидејќи одлуката за измена на распоредот на средства на буџетот на општина Неготино. Во оваа општина Неготино, ако раководи багра, ако работат неодговорни лица, ако не знаат плата да направат и да спремат за вработените во општинските установи и да не можат да земат плата, па оваа ли е точка во редна седница што треба да се разгледува? Нека се запашат сите што седат во оваа сала. Дали е време да си одиме сите од тука? Дали депонијата е приоритет? Дали се платите некој што ги греши по 5 пати приоритет? И затоа, еднаш за секогаш, како председател, да бидете еднаков пред еднаквите, пред сите советници, да свикате воредна седница за поништување на депонијата, не да го замајувате, да ги замајувате граѓаните на општина Неготино. Некој ги греши платите, а некој тука ќе ги оправдува. Че викаме седница, некој направил една грешка, втора, трета. Па ако не се способни, нека си одат, а не уште да примате во општина Неготино. И сега ви тука ќе ни држите предавање, не се држите по точка од дневен ред. Зошто на советничката група од ВМРО ДПМН барањето на 27.11 со точка за воредна седница подпишана од повеќе од 1/3 не е дозволено и не е ставено на дневен ред? Сакам да ми одговорите по кој закон и по кој устав од деловникот за работа член не е свикана седница. И ние сега тука ќе расправаме, некој ги изгрешил бројките, па не можел да земе плата. Па толку сте способни во општината, килова администрација изнавработивте, една купица. Не знаете една сметка. И сега, во редна седница, некој тука плата требал да деле и да зима. Па во не знам до кој крај ќе оде вака. До каде? Ако депонијата не е приоритет за граѓаните на општина Неготино, што ќе биде приоритет? Ајде сите тука, заедно да ставиме точка на дневен ред, распишување на референдум, да не мачиме 3200 граѓани да се подпишуваат сите во ДИК, да изгласаме и како што тврдите, ние ќе ги слушаме граѓаните и сме за граѓаните. Ако сте за граѓаните, сите 8 советници од Социјалдемократскиот сојуз, иако 5-6 души немате земено збор до сега додека сте советници, испаднете на оваа говорница и подржете го предлогот на советничката група на ВМРО ДПМН. Без политика и без одварање на граѓаните. Ќе изгласиме сите сложно 15 гласа и ќе се одржи референдум за граѓаните на општина Неготино. Благодарам на дискусијата. Дали некој друг бара збор? Петре Манчев, па Трајче Димов. Реплика на Игор Јованов, Трајче Димов, Павле Трајче. Благодарам. Нема да се држам много. Сакам, бидејќи точка на дневниот ред е дискутираш колегата за одлука за распоред измена за буџетот на општина Неготино за 2019 година. Сакам да ни објасни некој подетално во кој дел е измената, за да не набраваме други точки. Би сакал, ако има некој од општинската администрација да ни даде објаснување. Бидејќи ова е трети пат што го Тука нема реплика на колегата. Абе, Зоран, кој ви даде вас збор? Кој ви даде вас збор? Абе, чекај, треба да добиеш потивкота. Чекај, тука има ред, не е завршено. Грешките, значи Што сте се научиле сами микрофоните си ги уклучујте и ќе дискутирате. Ве молам, сослушајте. Колегата дискутираше за грешките и за исправање на грешките и дискутирам во таа насока, сакам некој да ми објасне. Јас лично ме интересира поради тоа, што трети пат го треба да гласа. У кој дел се грешки, што тука не е јасно. Зоран Стојанов. Давам збор на раководител на одделението за финансиски работи Елена Атанасова, после ќе добиете контрреплика. Почитувани председателе, почитувани пратеници, еве за оваа точка ќе дадам едно објаснување поради кој
се врши промена на истата. Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Неготино, односно ставка 401 од основни пати се префрлаат средства на 402 придонеси. Значи се работи за буџетски единки, Гоце Делчев и Страшо Пенџор, поради итност на симање на плата, потребно да се изврши пренамена на средствата. Благодарам. Благодарам, Елена. Контрреплика Игор Јованов, повеќе. Почитуван колега, дојдов, почитуван колега, и јас го слушнав раководителот за финанси на општина Неготино. Ништо ново, копи-паст на секоја седница. Требал некој да земе плата, а кој сгрешил и како сгрешил, пак нема одговорност. Како што кажавте, почитуван колега, една иста точка да се гласа 3 до 4 пати, во е мизерија. Мизерија. Во е четврта седница воредна, исти точки да се поклопуваат, значи еден апел до раководителот на финанси, ако не е способен да ги направи ставките или кој ги направил грешките, може да дојде на оваа говорница и да си даде оставка. Доволно е веќе малтретирање на граѓаните на општина Неготино. Доволно време е граѓаните на општина Неготино со вакви теми и со вакви глупости секојдневно во редна седница за распоредот на средствата на буџетот на општина Неготино. Абе, дајте точката за депонија да ја ставиме тука на дневен ред. Дајте да видиме до кај сме. Да видиме во општина Неготино што е планирано со таа депонија. Да ги слушнеме граѓаните на општина Неготино. Да видиме дека општината многу се залагала за вински туризам. Ај сега по точката и контрреплика на Трајче Димов. Контрреплика, образложение дава. Заминуваш вински туризам, нема точка вински туризам тука. Се однесува точката. Не се однесува. Средства. Те молам да зборуваш по точката од дневниот. Граѓаните на општина Неготино треба да бидат запознати со какви химикали ќе се труваат. Игор Јованов. Со каков отпад. Игор Јованов. Колку курица Игор Јованов. влезуваат во општина Неготино. Ало. Секоја седница да разговараме. Игор Јованов, дали си присутен у салата? За некои си грешки на почитуваната. Игор Јованов, те молам да се држиш последен пат до точка. Времето за вакви игри Благодарам. заврши. Благодарам, Игор Јованов, дали некој друг бара збор. Следен за збор Петре Манчев, повели. Слушни. Петре Манчев, повели. Ама не, он може да си лафе, седницата нема да прекине. Повели, имаш збор. Договор со кој ге? Или не можеш, ти не можеш да разбереш тоа. Благодарам, почитувани колеги. Образложението од општинската администрација по однос на оваа точка е многу штуро. Или, ајде да не речам дека е штуро, меѓутоа си признава дека прават грешки и дека не може да се пресмета една плата на вработените кои што се во општинската администрација и градоначалникот е директно одговорен за ова по деловник, по статут и по закон за локална самоуправа. Градоначалникот директно може да е повикан и одговорен за неодговорната администрација. Ние сме на крај на година и вообичаено овој период се носи буџетот за наредната година. Ние уште правиме ребаланс на претходниот буџет. Не да не дават по телевизии, не да ни се смеат. Жива катастрофа сме. Ние треба да донесиме буџет за наредна година, ние уште преместуваме од ставка во стариот буџет. Зашто? Некој не пресметал како што треба. Трети, четврти пат за иста точка. Што ќе кажат граѓаните? 20 дена ги држиме во неизвестност.
Каква отговорност имате вие тук? Явно повикани. Неколку пъти. И сега не ви е срам да дойдете на седница со една точка на дневен ред, што некој не знае у администрацијата да си ја заврши работата како што треба. Мене лично ме срам, не знам дали вас ве срам. Никаква отговорност према граѓаните, апсолутно, нула, катастрофа. Граѓаните очекуваат нешто друго од нас, ние тука се надвикуваме, се криеме, па не знам, еден прес, друг прес, трет прес. Ја мислам дека треба да ставиме крај на сите вие работи. Работата е многу сериозна со депонијата. Точка на дневен ред мора да има. Мора да има образложение, мора да има јавна расправа. Колега Манчев, Жално е сега пак ова ќе што ви се повикам случува. да се вредите убаво на почетку си изборувате по точката од дневниот ред. Па точката на дневен ред, тоа е. Точката на дневен ред. Ако е тоа, ви благодарам за дискусијата. Уште еднаш ќе ве повикам. Да си ја сватите сериозно работата. На наредна седница или Колега Манчев, ви ќе има благодарам. буџет. Ви Да благодарам. не се повторат истите работи у тој буџет како у овој. Да си ја сваните работата сериозно. Благодарам. Следен за збор ръководителот на отделението за финанси Елена Атанасова. Повели. Евен, јас земам право да одговорам на префрлањето што беа доставени од колегите. Сега вака, значи гледате вие дека во одлуката е промена на буџетски единки Гоце Делчев и Страшно Пинче. Значи самата буџетски единка за пресметката на плата и нивниот буџет се одговорни тие. Значи нивната институција и нивните вработени. Значи, ова не се однесува за буџетот на општината. Така, дали ние не земавме плата? Дали имаме ние некои промени? Не. Значи, ова е од важност за овие буџетски единки, затоа не го сваќате вие советот, зошто сте викнати, зошто така, што треба да се направи. Значи, свикаме за тоа што се работи за важност на буџетски единки, распоред на ставка. Од 401 во придонеси, од основни плати се носат на 402 придонеси. Не гледам нека промена. Благодарам. Чима молам, без критики и без преференции. Благодарам. Елена? Контрреплика Петри Манчев. Повели. Благодарам. Окей. Моето излагање беше во насока на тоа дека градоначалникот е одговорен за сите институции кои што се под општина Неготино и дека треба да сносат одговорност. Ако не сте тоа вие, тогаш сигурно има некој кој што е виновен за оваа настаната работа и треба да сноси одговорност. Значи, можеби не сте директно вие повикани, меѓутоа во тие буџетски единки сигурно некој не предвидел, не пресметал како што треба и градоначалникот е должен по закон и советот ако побара од самиот градоначалник, значи тоа го има во статутот и во деловникот за работа, да го преиспита работењето на тие единки кои што се составен дел од општина Неготино. Така да, вие сте надлежни и тие се под вас. И кога ви подлагаат некакви сметки за да ги внесете во буџет, вие го прегледувате тоа, не јас. Благодарам. Благодарам. Елена, толку завршија дискусиите, дали некој друг бар разбор? Гордана Јованов. Благодарам. Штурм, почитувани, денес на воредна седница, нали, повторно точка на дневен ред, измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Неготино. Повторно на дневен ред, одлука во областта на финансиите, точка која имаме веќе после ребалансот, не знам по кој пат, на воредни седници, ако имаме, значи 6 воредни седници, на 5 секогаш имаме точка на дневен ред во областта на финансиите. Зошто? Дали некој од колегите советници, освен колегата Трајче, се запрашал зошто континуирано ние веќе после ребалансот ги имаме ваквите и слични точки на воредна седница? Во претходните одлуки промената се однесуваше, нели, во областта на музејот, образованието, детските градинки, буџетски единки кои се под капата на општината. И кога минатата седница зборувавме за ваквите и слични одлуки, за тоа зошто ваквите одлуки се ставени на дневен ред повторно, и ве прашавме дали со сигурност сте сигурни во ваквите измени, дали ваквите измени повторно ќе се повторуваат,
Вие ни потврдивте дека вакви измени веќе се последно. И нема да имаме вакви измени. Дека сте сигурни во измените кои ги направивте последниот пат. Но очигледно дека не ја зборувавте вистината, дека повторно се појавија неусогласувања помеѓу општината и институциите. Неажурност, некоординираност, незнање, неумешност, непрофесионалност, не знам веќе кој збор да го употребам, да не речам непознавање на општите начина на сметководството. Луѓе имаат и такви алатки, постојат на интернет за приспособување на плата и многу лесно можеме да си ја направиме платата. Да ме пречам на колегата Петре кој е во областа на земјоделието и на колегата Љупчо од здравството, една алатка и че си ја приспособи платата онака и че ги тамане точно парите таму кои што треба и колку што треба. Но вие веќе 5 седмици разборуваме на иста тема. Одлука, вопрос насочување, прошурување, принаменување. Рече не знам каква одлука ќе ни дојде, но ние крајот на годината уште една недела, па треба да спремаме нели буџет, па мораме да се сконцентрираме на друга тема. Апелирам до сите институции. Од секторот финансии до институциите кои и лицата кои ги водат секторот финансии во институциите. Редно е да веќе да се припадиме на озбилност на работата која работиме. И одговорност пред се после ова треба да се преземе, поради тоа што една година ние се обидуваме да водиме општина. Се води најголемиот сектор го водиме и најбитниот во општината, а се обидуваме цело време да водиме општина. И кога ви зборувавме дека нема потреба од бркање на кадри и пренасочување на вработени од овој сектор во оној, кои вработени се од големо, имаат големо искуство и добро си ја познаваат својата работа, вие не обидувавте на спротивното. А сега, кога вашиот премиер еднаш од 3 години ви рече да си ги покачите платите, вие не можете да се уравните и да си ги земете истите плати. Вие не знаете да си ја пресметате, точно. Затоа не требаше да ги бркате искусните, тие што си ја знаете да се работите, да си пресметат точно. Видите, че во времето на ВМРО секоја година имаше вакви покачувања и немаше времето на ВМРО поарно да не се врати. Гоке те молам по точка. Дај Боже да не дојде никој по тоа времето на ВМРО. Зборови по твоето време на ВМРО и на твојот братучет веко да не се врати у неготино. Зборови по точката на дневниот ред. Ајде. Срамота, колега, значи срамота што не е срамота, зборови по точката на дневниот ред. И кога нешто че ви не ви е во Ами сега времето на ВМРО го лапиш. И твојот братучет не е точка на дневниот ред тоа. На твојот. Зборови по точката на дневниот ред. Срамота е што ваков председател на Совет има неготино. Искрено да ви кажам. И се надевам дека на предстојните парламентарни избори ќе ви покажеме кој е ВМРО и што е ВМРО. Да. Толку ли? Си израдува. Ти си израдува. Ајде, дали некој друг, ама не за ВМРО, не и за на Гордана Братучето. По точката од дневниот ред. Повели Флорида Илиевска. Почитувани граѓани на општина Неготино, почитувани присутни, во текот на досегашното кажано, а еве по точката на дневниот ред по првата точка, одлука за измена на распоредот на средства за буџетот на општина Неготино, како што рече претходно колегата Трајче Димов, значи по трети пат ја гласаме истата точка и по трети пат правиме грешка и неосогласување на некои ставки од буџетот. Од нас барате разбирање и не критикувате во тоа дека постојано сме критикувале. Барате разбирање, идеме на воредни седници заради вашите грешки. Само не ја гледам колегијалноста од ваша страна во делот на нашето поднесено барање за воредна седница. По точката на значи итноста на оваа точка да ги исправаме грешките. Пред пола саат беше тоа. По точката на дневниот ред те молам. И стварно со ваквиот начин на работа ја вреđате интелигенцијата и на народот и на нас. Не може тука да дискутираме постојано за една иста работа, а нашите барања секогаш да бидат ставани настрана. Значи, барањето за воредна седница од наша страна е моментално најактуелната тема во Неготино. Јас не можам да се сетам, значи, да се сетам, 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 да се сетам
Верувајте, ова е толку небитно во однос на тоа што се случува моментално во градот. И да се игнорира тоа постојано. Мислам дека жално е. Толку. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавни за збор, ја затварам расправата, предлог одлуката ја ставам на гласен. Ве молам со кревена рака кој е за. 8 гласа за, кој е против? Нема, кој е воздржан? Нема. Отварам расправа по втората точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Игор Јованов. Повели. Обратно почни. Почитувани граѓани на општина Неготино, јас мислам дека точката што е за воредна седница, втората точка на дневниот ред, како што и првата, не е приоритет на сите советници што седат тука. Знам дека некои гласат од што мора, но затоа советничката група на ВМРО, на ДПМН и коалицијата има поднесено барање. Барање до председателот на Советот на општина Неготино. Да не е барањето за канал джет возило, колега, од тоа точка. Барање поднесено За тоа ли е барање? за повлекување на одлуката. А, не е тоа. Ајде, ќе те молам по втората точка од дневниот ред. Игор Јованов, по втората точка од дневниот ред. Значи, Ако го немаш дневниот ред, можам да ти го дадам. Јас кажам, може да ми го дадеш, а јас си го имам и овој дневен ред нема никаква важност, председател. Ти благодарам. Нема никаква важност овој дневен ред. благодарам. Нема никаква важност. Одзе мене зборот. Дали некој друг бара збор? Петре Манчев повели. Најважен депонијата е... Петре Манчев повели. Овој дневен ред нема никаква важност, себе земете си. Петре Манчев повели. Благодарам. Исто како и првата точка од оваа вонредна седница и втората точка веќе еднаш е помината на Совет. И сега бараме некаква измена. Искрено да ви кажам, јас ги споредив двете одлуки и таму е разликата многу мала. Меѓутоа, ви сте познати по тие финти правење со точките на дневен ред што ги предлагате, па макар и со едно зборче. Барам образложение што е измената и чија е одговорноста за ова дојде втор пат на дневен ред. Значи мора градоначалникот по закон да ги наоѓа неспособните во администрацијата за да не се повторуваат сите овие работи. Тоа е негова одговорност и да ги санкционира. Што сакаме да промениме во оваа точка и што е суштински, барам образложение. Благодарам. Благодарам, колега Манчев, сосем накратко, бидејќи и сам кажа дека ти се прочитани одлуката и оваа одлука за измена и сам знаеш дека во претходната одлука која што овој совет едногласно се, колку што јас се сеќавам, ја донесе, во таа одлука не беше наведен проектот за кој што се бара задолжувањето на јавното претпријатие Комуналец и намената за што бара задолжување, меѓутоа од страна на јавното претпријатие Комуналец за да може да го остварат задолжувањето беше побарана оваа измена на одлуката и сметам дека тоа е во интерес на работењето на јавното претпријатие Комуналец, тоа е во прилог на подобрување на условите за работење на претпријатието Комуналец и тој ефект ќе го имаат сите граѓани на општина Неготино и не заслужува за да го свиткаме листот, туку заслужува како што во првиот момент сме дале поддршка на оваа одлука, повторно да ја изгласаме, а не да правиме циркус овде во Советот. Меѓутоа, нашето однесување го гледат граѓаните на општина Неготино, кога ние велиме да
проект аплициран од јавното предпријатие Комуналец, за кое што треба да се задолжи јавното предпријатие Комуналец за да набави нова машина и потоа, откако проектот ќе заврши, средствата да му бидат вратени и Комуналец воопшто да не биде задолжен, значи истиот износ е колку кошта возилото, толку е кредитот по завршување на проектот, ги добива назад средствата и ги враќа парите. Ако тоа не е вредно и не треба да го направим, па еве вие кажете. Дали некој друг ба разбар? Ја имам реплика. Реплика? Може да имаш контрареплика. Што моето беше реплика. Контрареплика Петре Манчев. Вака сега, значи, ве слушав внимателно, околу точката на дневниот ред кажавте многу малку, после тоа се надоврзавте, меѓутоа не е важно. И рековте дека измената е во тоа што го немало кој проект е. Јас гледам дека пишува и во двете предлог одлуки кој проект е. Значи убаво пишува дека е WA Umbrella или VA Umbrella, како сакате кажете го. Меѓутоа изгледа се работи за нешто друго. Изменете од текст, прочитајте го јавно и кажете за што се работи. Значи не се работи дека не е внесен проектот, точно пишува кој е проектот. И за тоа ве повикав, испаднете јавно, прочитајте ги двете одлуки и кажете му на граѓаните што е разликата помеѓу двете одлуки. А не е тоа дека не пишува по кој проект е. Благодарам. Благодарам, Петре Манчев. Реплика на вашето излагање, Трајче Димов Павле. Благодарам. Само сакам да се надоврзам, бидејќи било кој од советниците се чувствува, да речем, иритиран кога треба да гласа некоја одлука 2 или 3 пати. И битно е да кажеме кога станува збор за грешка, кога станува збор за недополнение кој ще побараме од некоја институција, бидејќи и самите ние кога нешто доаѓа една, два пати, три пати на дневен ред, нели викаме шо е ова сега, од кај по ова сега излезе. И добро е кога излеземе на говорница или кога дискутира некој образложението да биде на место. Мислам дека сите ќе го поддржиме, бидејќи сите вие работи што ги гласаме во интерес на граѓаните на општина Неготино. И сакам, како што каже Петре Манчев, значи образложението да биде точно на место за да немаме никакви дилеми кога ќе дојде ред за гласање на било која точка. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг ба разбор? Зоран Стојанов, Павле. Благодарам. Колеги, председателем, претходно кога беше за гласање оваа точка на 30.10.2019 година, јас се јавив за збор и кажав дека ова не е баш така како што изгледа. И прашав дали ќе биде задолжено, дека луѓето не сакат нови задолженија, дека општината се раздолжува, а од друга страна гледаме разликата. Јас колку што го исчитав сето ова е финансирањето и презимање на обврски по проект и финансирање на проект. Значи, презимање на обврски. Сега, а презимаме обврската, значи дека дали ние треба еден ден да ги вратиме парите? Пошто од сите до сега што дошле средства што се поминати за од државата да не ги вратат парите, нема ништо од тие средства. Може ли да ни го објасните, еве, правно тоа, точно што значи, еве? Ајде, Благодарам, колега. Реплика кон вашето излагање. Значи, јас мислам дека како советник треба да знаете дека кога спроведуваме ваков ИПА проект, овие средства се за финансирање на реализација на проектот. По завршување на реализацијата, другата странка, а знаете која е, ги враќа средствата. Значи, не станува збор за никакво ново задолжување. И за тоа претходно реков и мислам дека и вие се служувате со тоа, не дај Боже да се врати некој од претходно што задолжувал, бидејќи ние сега раздолжуваме. Не станува збор за задолжување кое што ќе остави последици. Мислам дека во тој дел се разбираме. Дали некој друг ба разбира? Контра реплика, Зоран Стојанов, Павле. Благодарам, колега. По сите ови случувања во општината мора да бидеме внимателни на секоја точка. Пошто веќе видовме уназад дека се случуват и обртни работи. Значи, за тоа го прочитав. Преземање на обврска по проект и финансирање на проект. Само тоа е разликата во сето ова.
Меѓутоа, друго ми беше, дали това машина ќе ја користиме и на депонијата, во случај ако се затне таму нешто? Дали ќе го користиме и таму? Значи, мислам дека таа фирма и 9 милиона ќе ни даде само за вакво, ако дозволиме да се отвори таа депонија. Дали ќе ја користиме машината, што ќе ја купиме од ИПАР фондовите или државата и кој ќе ни плате на депонијата, што планирате да отворите во пепелиште. Колеги, надвор од сите разуми се овие работи. Сега, едно ви кажавте дека само промена на тие два збора и идеме на вонредни седници, а вонредна седница што е побарана уназад, Се убаво се зборуваше по точката, зошто? Да, по точката. Толку ли? Дали Толку ли? Ако е толку, колега Зоран Стојанов, ти благодарам. Колеги, срамно е, треба сите да се Зоран Стојанов. вакви потези. Јас не можам да гласам за вакви точки, вакви Не гласај, измени. никој не те Не тера. можам. Се додека не се ставе точка на дневен ред да дојде за депонијата. Благодарам, колега Стојанов, бидејќи по точката на дневен ред, кога зборуваше, многу внимателно те слушам. Кога забега и твоите колеги од ВМРО ДПМН не те слушат. Така да, јас ви благодарам на дискусијата, дали некој друг бара збор. Дали некој друг бара збор. Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за. Кој е против? Нема против, воздржани? Нема. Со тоа е исцрпен дневниот ред, ја затварам седницата, ви благодарам на присуството.